Почитувани ученици, добар ден! Еве сме на нашиот прв заеднички час по предметот македонски јазик и литература за гимназиско средно образование прва година. Јас сум Елизабета Чилевска-Пандева од Средното општинско училиште Гоце Делчев во Ландово и го предавам истоимениот предмет. Денешната наша наставна единица е насловена како словенска писменост. Конкретните цели на овој час е учениците да се запознаат со историските и политичките причини за појавата на словенската писменост, да ги сватат причините за моравската мисија, како и да ги сватат одликите на словенската писменост, тематските и стилските. Како прв час и како ваша почетна година во средното образование, важно е да напоменам дека понатаму секој правец што ќе го изучувате, на почетокот мора да се смести во некои општествено-историски услови кои го причиниле неговото појавување, така и овој пат. Зборуваме најпрво за придавката како е добиенете називот словенска писменост. Словените биле народи кои што живееле зад планините Карпати во нивната прататковина помеѓу реките Висла и Днепар. Имале родово општествено уредување и биле многубожци или пагани. Некаде кон 6 и 7 век почнале да се раселуваат од нивната прататковина на 3 правци, и тоа на исток, на запад и на југ. Овде, кај нас, на овие простори, дошле јужните словени. За да се појави словенската писменост, кажавме дека мора да постојат некои услови. Првично, зборуваме за причините. Првиот вид на причини се политичките причини. Словените биле соседи со германите од една страна и со византијците од друга страна. Постоело тенденција за нивно германизирање или пак елинизирање. За да се заштити и себе си, и својата држава, Велика Моравија, нејзиниот кнезот Ростислав, побарал помош од Византија. Тој побарал помош од византискиот цар Михајло III да му испрати учени луѓе, мисионери, кои што ќе ја шират просветата и културата во неговата држава, неговата словенска држава Моравија, на словенски јазик, на јазикот на кој што зборувале жителите на таа држава и со тоа ќе го спречи германизирањето на неговите поданици. Византија овој предлог го прифатила, затоа што така ќе се заштити себе си територијално и ќе го спречи ширењето на германските држави кон незините граници. Од друга страна, имаме и религиозни причини. Кои биле религиозните причини? Ширењето на христијанството меѓу словените. Малку погоре, во воведниот дел, спомнавме дека словените биле варварски племиња, односно многубожци, значи не биле христијани. За да се покрстат и за да станат христијани, требало тоа да се направи на нивниот мајчи словенски јазик, а не на грчки, латински или еврејски, како што велеле тријазичниците. Спомнувам еден термин кој најверојатно е непознат за вас. Кои биле тие тријазичници? Тријазичници биле луѓето кои велеле дека христијанството, односно ширењето на оваа религија, треба да биде изведувано само
на грчки, на латински и на еврејски јазик. Никаков друг јазик не е потребен и не треба да се создаде некоја нова азбука, некоја нова писменост за да се шири христијанството. Значи, доволни биле тие 3 јазици. А јазикот на старите словени бил прасловенскиот јазик. Со ова, со склопот на сите овие настани, се создале услови за отпочнување на моравската мисија. Меѓутоа, за да се реализира таа моравска мисија, морало првично да се направат некои подготовки. За таа мисија, византискиот цар Михајло III ги избрал солунските браќа Константин, подоцна наречен Кирил, и Методи. Тие биле меѓу најпознатите учени луѓе во тоа време, кои спровеле успешно и други мисии претходно во подучување на луѓето и во ширење на христијанската религија. А биле родом од Солун, а сите оние што живееле во Солун и околината, одлично го знаеле јазикот на доселениците словени. Што требало прво тие да направат? Требало да создадат ново писмо, нова азбука, нов азбучен систем и на тој систем, односно користејќи го него, да ги преведат христијанските богослужбени книги на словенски јазик. Така Кирил во 863 година ја создал азбуката Глаголица со 38 букви. Името Глаголица доаѓа од зборот глаголи, што значи зборува или кажува. Содржала, како што кажавме, 38 букви, од кои 24 биле по образец на грчката брзописна азбука, а останатите 14 според гласовниот систем на словенскиот јазик. За гласовите, за кои немало знаци во грчката азбука, Кирил сам измислил букви. Користејќи оваа азбука, заедно браќата ги превеле тие книги, го превеле Евангелието по Јован од грчки на словенски јазик и тргнале кон Моравија. На картата од едната страна вие патот на браќата кон Моравија, а ова е подоцнежното нивно движење. Меѓутоа, ете сега зборуваме за овој пат. Браќата во Моравија оствариле плодна творечка дејност. Што направиле? Отварале нови училишта, описменувале, создавале кадар за идни учители и свештеници, граделе цркви и манастири, одржувале мисии и сето тоа на словенски јазик, на јазикот кој што го познавале мештаните. Просветата, културата и богослужбата на словенски јазик во Моравија многу брзо се ширеле и моравската мисија одиграла огромно значење. Одиграла огромна улога, имала огромно значење, како за браќата, за нивната дејност, така и за целиот словенски народ. Со преводите и писанијата при подготовките, браќата го создале првиот литературен јазик на словените, наречен старословенски јазик. И со тоа ги поставиле темелите на словенската писменост. Всушност, извршиле еден вид кодификација или стандардизација на општо словенскиот книжевен јазик,
кој бил направен врз основа на македонските словенски говори од околината на Солун. Официјално, 863 година, годината на создавањето на глаголицата, се смета за официјален почеток на словенската писменост. Меѓутоа, гледајќи го успехот на браќата во Моравија, германските свештеници не мирувале. И тие ги обвиниле браќата за ширење на богохулие баш пред римскиот папа Адријан II. Таму и повторно излегле со тоа тврдење и на тријазичниците дека браќата вршат богохулие со тоа што создале нова писменост, словенска писменост, со тоа што создале нова азбука, глаголица, непозната за луѓето дотогаш, и дека едноставно го шират христијанството на богохулен начин. Така браќата, за да се одбранат од овие клевети, морале да се упатат во Рим директно кај папата Адријан II. Кирил, со своите одлични ораторски способности, но и филозофски, го убедил папата за потребата од постоење на ваква писменост, на словенска писменост, и тој го благословил нивното учење, нивната писменост во 869 година, наредил словенските книги да бидат однесени во црквата Света Марија во Рим и таму официјално да бидат благословени и признати и да се одржи миса баш на словенски јазик. Инаку, словените се служиле со две азбуки – глаголица и кирилица. Досега зборувавме за глаголицата, која е прва создадена азбука, а подоцна била создадена кирилицата, која што имала 44 букви. Буквите во кирилицата биле создадени по образец на грчкото уставно писмо и се смета дека името го добила по првоучителот Константин Кирил Солунски. Азбучниот систем на кирилицата бил по примерот на глаголицата. До 12 век словенската писменост се служила со двете азбуки. Меѓутоа, кирилицата полека ја изфрлила од употреба глаголицата. Зошто? Затоа што таа била полесна за пишување. Првите книги кои биле создадени, односно напишани, после создавањето на глаголицата во 863 година, биле всушност преводи на црковно-богослужбени книги. Оние книги кои што им требаа на Кирил и на Методи за реализација на нивната мисија. Биле пишувани со глаголица, подоцна, меѓутоа на црковно-словенски јазик, оригинални творби. Што значи тоа? Оригиналните творби потекнувале или од браќата, или од нивните ученици и имале догматски, филозофски, проповедно-поучен, пофалбен, полемички или химнографски карактер. Потоа биле пишувани и житија, како за браќата, потоа пофални слова, трактати, повторно како оригинални дела на нивните ученици. Центри од каде се ширела словенската писменост биле Охридската и Лесновската книжевна школа во Македонија, додека во Бугарија е присутна Преславската книжевна школа и тоа е местото од каде што се смета дека потекнува или е напишана, создадена азбуката кирилица. Најстарите текстови кои што се пронајдени и зачувани на
напишани на глаголица биле Асемановото, Зографското и Мариинското Евангелие, додека на кирилица биле напишани надгробната плоча на цар Самуил, потоа Савината книга и Супрасалскиот зборник. Што треба да запаметиме од оваа наша воведна лекција? Дека 863 година, годината кога е создадена глаголицата, се смета за официјален почеток на словенската писменост. Дека огромно е значењето на создавањето на оваа писменост за идниот културен развиток на сите словенски народи. И азбуката и словенскиот книжевен јазик ни останале како аманет и како наследство од Кирил и Методи. Особено е значаен големиот подвиг на браќата по започнувањето на нивната плодна творечка практика во христијанското мисионерско дело. Потоа да запаметиме дека со создавањето на словенската писменост е создаден и првиот словенски литературен јазик, а тоа е старословенскиот јазик, дека благодарејќи на писменоста создадена од солунските браќа, словенските народи влегле во групата на европската цивилизација и започнале процес на културен развиток. И како за крај, една занимливост дека азбучниот систем на кирилицата денес е прифатен од околу 70 јазици на различни народи. И тоа изнесува околу 70% од светското население. Ви благодарам, до гледање.